Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме риба во Бер Бланк сос, односно сос од путер и бело вино. Бер Бланк на француски значи бел путер и овој сос е одлична придружба за риба или пилешко месо. Денес го комбинираме со лаврак, но можете да го подготвите со било која свежа бела риба. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 филети бела риба, 1 чаша бело вино, 1/4 чаша бел вински оцет, 6 коцки ладен путер, 1 влашец или мало кромитче, 1 рака макдонос, сол и бибер и маслиново масло. Посолете ги филетите од риба од озгора. Тоа ќе го извлече вишокот влага и ќе ги направи поцврсти. Сега ситно исечкајте го црвениот кромит. 1 мала главица кромит или половина голема главица ќе биде доволна за овој рецепт. Црвениот кромит е природно посладок и подоцна неговата боја ќе му додаде нешто дополнително на сосот. Исто така ситно исечкајте го макдоносот кој ќе ни послужи за украсување на крајот. Загрејте мала делимано тава за сос и во неа ставете ги прво виното и винскиот оцет, а потоа и исечканиот црвен кромит. Ставете ја тавата на силен оган и крчкајте додека да испари половина од почетната количина. Кога сосот ќе се искрчка, исклучете го огнот и почнете да ги ставате коцките путер во смесата. Ставете околу 4 коцки во тавата. Исклучително е важно коцките путер да ги ставите право од фрижидер затоа што ни требаат ладни. Мешајте ги во сосот додека се топат и ќе забележите дека почнува да се создава богат, сјаен сос. Загрејте ја средната делимано тава за пржење на средно силен оган и во неа ставете ги филетите од риба со кожата од оздола. Ќе видите дека рибата се стврднува и почнува да се готви. Оставете ги да се пржат на таа страна 2 до 3 минути и потоа свртете ги. Пржете ја рибата од другата страна 1 до 2 минути, се додека не побели и тогаш извадете од тавата. Време е за сервирање. Претходно испековме неколку компири и ги ставивме во овалот како основа. Потоа ја сечеме рибата на половина и парчињата ги ставаме врз компирите. Почнете рибата да ја преливате со сосот. На чинијата треба да има малку влашец и кромит, но покрижете се чинијата да изобилува со сос. На крајот едноставно попрскајте ја чинијата со исечканиот макдонос и можете да јадете. Овој едноставен рецепт ви дава одличен увод во француските сосови и со тек на време ќе ви представиме и други рецепти за класични француски сосови. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели!